Среда, 3 декември 2025 започнува дневникот на КТВ. Добра вечер. Во тек се градежни активности за реконструкција на колекторот на левата страна од реката Лудамара на потекот од булевар Видео Смилевски до Северен булевар во должина од 700 метри се поставуваат коригирани цевки ФИ 1000. Овој зафат носи трајно решение за колекторскиот систем за следните 50 години, поуредена инфраструктура и подобри услови за сите жители. Синоќа на терен, заедно со градежната група, присуствуваше и градоначалникот Митко Јанчев, кој ја следеше реализацијата на проектот. Овој проект се финансира преку заем од Унгарија во висина од 9 милиони денари преку владата на Република Македонија и се работи континуирано 3 дена по 24 часа за навремено и безбедно завршување на колекторот, при што сообраќајот нема да биде нарушен, стои во информацијата од локалната самоуправа. Во завршна фаза е дневниот центар за лица со телесна или ментална попреченост, кој ќе располага со капацитет од 40 корисници. Вкупната проценета вредност на проектот е над 40 милиони денари. Овој објект е инспирација и поттик за уште поголема поддршка и инклузија на лицата со телесна или ментална попреченост во нашата општина, велат од локална самоуправа Кавадарци. А денес е 3 декември, меѓународниот ден на лицата со попреченост. Во салата Партизан во Кавадарци се одржа низа спортски активности во организација на Сдруженијето на слепи лица Кавадарци. По повод 3 декември, по втор пат се организира заеднички надпревара со општина Кавадарци. На овој надпревар ќе земе учество екипата на голбал на Визија од Кавадарци, колегите од Гевгелија, Аурора од Гевгелија, че има фудбал со кавадаречки срца со Тиквеш младинците, исто така се одигра надпревара во кошарка, исто така мешани ќе биме со кавадаречки срца, сите што можат да играат. Затоа е насочено денешниот ден да бидеме равноправни сите и му честитам празникот на сите инвалидни лица. Чест ми што сум дел од денешниот настан Кавадарци еднакво за сите, кој е во организација на Сдруженијето на слепи лица, Кавадаречки срца и Сојузот на спорт на општина Кавадарци. И се одржува по повод 3 декември, светскиот ден на лицата со попреченост. Овој ден е потсетник дека поддршката и солидарноста се темелите на едно здраво и хумано општество. Нашата цел е да покажеме дека спортот ги обединува луѓето, ги руши бариерите и создава еднаква можност за сите. Очекуваме повеќе спортски игри, кока голбал за слепи лица, фудбал со екипата на Кавадаречки срца и кошарка со лицата за попреченост. Со несебична помош на нашите спортисти од ГФК Тиквеш, ГРК Тиквеш и ГКК Тиквеш. Нека овој настан биде инспирација и поттик за уште поголема поддршка и инклузија на нашата општина. Исклучително ми е мило за реализацијата на овој настан кој што е слави интеграцијата на различностите во општеството преку спортот. Ако важи тезата дека во здраво тело имаме здрав дух, тогаш спортот не е само начин на рекреација, туку е тоа како е важна алка за рехабилитацијата, едукацијата и социјалната интеграција. Не треба да дозволиме 3 декември да биде единствениот ден кога ќе говориме за вашите потреби и барања. Тоа треба да биде секојдневие, затоа што инклузијата не е само терминологија, туку начин на живот. Треба уште многу да учиме за емпатија и тоа е единствениот начин за успешна интеграција. Јас немам многу да должам, само ќе ви посакам среќен и успешен ден, среќен ден на лицата со попреченост. Ќе ви посакам многу успешни проекти и добро здравје. Сакам да запомнете дека во Советот на општина Кавадарци секогаш ќе имате рамо на кој што ќе може да се потпрете кога и да имате потреба за тоа. Уште еднаш, успешен ден и да се гледаме за добро. Лајонс клуб Тиквеш со хумана мисија денес на градскиот плоштад во Кавадарци преку мерење на витаминскиот статус кај граѓаните се донираше за малата Симона. Денес е 3 декември, ден на лицата со попреченост и денес еве исто организираме акција кај нас во чест на малата Симона, каде што во соработка со Апидо Фарм мериме витамински статус на граѓаните и даваме бесплатни витамини за сметка на тоа да донираат за малата Симона на која навистина и се потребни средства.
Во врска со 3 декември може да спомнеме дека ќе бидеме како Lions Club Теквеш, ќе имаме исто штанд во Неготино и тука сме собрани сите да го одбележиме овој светски ден на инвалидитетот, светски ден на лицата со попреченост и ќе ни биде задоволство да се промовираме и на тој начин. Значи, Lions Club Тиквеш секогаш стои за оние на кои што сме потребни. Во програмата, значи, го немавме ова од душа и срце за Симона, меѓутоа ситуацијата не налага на ова воредна акција, која што во моментот е најпотребна. Да ви благодарам прво на присуството за овој евент се организира денес од страна на Lions. По евент да собереме средства за малата Симона. И да со цел ние се тоа да се подигне малце свеста кај народот и да се развие малку емпатијата, да стават малку во кош нови родители, да остат колку му е тешко и пошто еве сега разговара со родителите ми кажа дека за цела година собрали само 30.000 евра. Целта е што сега радат дека девојче 2,5 години точно, дека мора до 4 годишна возраст било последна година кај што може да се интервенира за ова третман ли е што треба да се прави во Мексико. Така да мислам дека мината недела имаше 2 евенти за благодарам на сите и на дали беше во Брик бар или и со берберите нешто имаше. Благодарам на сите што го прават се што може направат да соберат овие средства, за да може на ово мало девојче да му се даде надеж и да има некоја идлина. Поче сега паш ми покажа никој видео од неа дека и со третман, каде што ми кажа родител дека имало за претходни случаи за Ева, имало доста позитивни резултати. Така да има надеж, а таа надеж ние можеме треба многу малку да направиме, по некој евро, две, кој колку може да донира, за да може да му возможиме нормален живот на ова мало девојче. Криминални шеми, иста банда, обвинување од опозиционата СДСМ до власта и повика јавното обвинителство да го расчисти скандалот со тендерот од 9 милиони евра. Од овде пред јавното обвинителство бараме јавното обвинителство да постапи за големиот корупцијски скандал со тендери од речиси 9 милиони евра, доделени на фирма со само 2 вработени. Јавно и детално пред граѓаните, со факти и докази, веќе ја презентиравме целата корупцијска шема. Сите докази се јавно достапни, објавени, проверливи и повеќе од доволно за старт на истрага. Поднесовме и пријава до Државната комисија за спречување корупција. Јавното обвинителство, почитувани, не смее да молчи, туку да делува. Крадењето на народот преку корупцијски шеми за пумпање на парите мора да запре и да следува одговорност. Станува збор за 9 милиони евра пари на граѓаните, кои треба да завршат кај граѓаните, а не по джеповите на врхушката на власт и во Белата палата. Почитувани, власта наголемо спроведува грабеж преку шеми за испумпување на народните пари. Ова се истите шеми на Никола Груевски и Сашо Мијалков, со кои се испумпаа 2 милиарди евра пари на граѓаните. Мицкоски само го продолжува тоа што го научил од неговите учители. Исти ликови, исти шеми. Иста банда. СДСМ ја започна борбата против корупцијата и криминалот на власта и продолжуваме. Нема да застанеме. Работата се уште не е завршена. Дали Заев и Филипче потпишале отпис на 2000 тони жито затоа што Љупчо Николовски имал грант во фиока за МАМАС. Прашање од владеачката партија на денешната пресконференција. Дали Заев и Филипче потпишале отпис на 2000 тони жито само затоа што Љупчо Николовски имал грант во фиока за МАМАС на Заеви? Дали Заев и Љупчо Николовски склучувале договори во 4 очи за местење на тендери? Исто така, кои други грантови тендери биле добивани и доделувани, а се поврзани со истово ова трио? Почитувана македонска јавност. Кога се спомнува зборот корупција, првата асоциација е СДС, Заев, Филипче и Љупчо Николовски.
Власта на Заев, Филипче и Лјупчо Николовски меѓу јавноста е позната како најкорумпираната и најкриминалната власт во историјата на Македонија. Лјупчо Николовски своевремено, освен министер за земјоделие, беше и вице-премиер за борба против корупција. Но наместо да се бори против истата, тој по насока на неговиот ментор Заев ја создавал и бил активен чинител на истата. Дека станува збор за корупција се јавува фактот што по отписот на 2000 тони жито од стоковите резерви на државата во вредност близу 800.000 евра, кој е подарок од Заев и Филипче кон Лјупчо Николовски, веќе следната година тој му возвраќа на Заев со грант од Агенцијата за ИПАРД во вредност од 1,4 милиони евра. Добитник на овој европски грант е фирмата Тргопродукт на Заеви, односно познатиот бренд Мамас. Уште посомнително е тоа што во тоа време овој грант од 1,4 милиони евра бил втор најголем грант во историјата на ИПАРД програмата. И ова не е единствен ваков случај и затоа го повикуваме обвинителството да го истражи ова до крај. Сега е шансата на обвинителството да се покаже, да отпочне постапка по допрен глас и да ги провери сите овие сомнежи. А додека Филипче ги разрешува сите околу него, освен тој самиот, нека одговори до кога ќе ја држи функцијата председател на СДС само за да му одоволи на Заев и на нивните бизнис интереси. Во овој период се играат надпреварите во двете футсал лиги. Клими во првата лига се четврти по 6 кола, а во втората лига Црна река се трети по исто така 6 кола. Во тек се надпреварите од првата и втората македонска футсал лига. Кавадарци оваа сезона има своји представници во двете надпреварувања, бидејќи Клими играат во првата, а Црна река во втората лига. Во првата лига Клими со порази ја отвори сезоната бидејќи на домашен терен загуби од Бутел со 1:3. Во второто коло не е одигран надпреварот со Форца на гости. Во третото коло Клими ја забележа првата победа и тоа на домашен терен против Јувентус Серава со резултат 8:6. Следува победа на гости во четвртото коло против Балкан со 5:8, па домашна победа во петото коло против Мал Ајакс со 4:0 и пораз на гости во шестото коло од Проект со 5:2. Во следното седмо коло Клими на домашен терен ќе игра со Кеги Моби. По 6 кола Клими се четврти на табелата со 9 бодови, а на првите 3 места се Проект со 18 и Форца и Кеги Моби со по 12. Во втората лига во првото коло Црна река дома ја совлада Каршијака со 5:2. Во второто коло одиграа 2:2 на гости кај Конзули. Во третото коло дома славеа со 9:1 против ССК, а во четвртото повторно нерешено 1:1 на гости кај Овче поле. Во петото коло Црна река беше слободна, а во шестото коло дома славеше со 10:4 против СЕ Универзити. Во следното седмо коло Црна река ќе му гостува на Железарец. На табелата со 16 бодови води токму Железарец пред Каршијака со 12, а Црна река е трета со 11 и надпревар помалку од конкурентите. Утре ќе биде облачно со повремени локални врнежи од дожд, пообилни во југоисточните делови, локално ќе наврнат и над 30 литри на метар квадратен за 24 часа. Ќе дува слаб до умерен ветер од југоисточен правец, а температурата ќе се движи во интервалот од 7 до 13 степени. До сабота времето ќе биде претежно облачно и релативно топло со повремени локални врнежи од дожд. Во западните и јужните делови се очекува пообилни врнежи од дожд, а од недела и стабилизирање на времето. Го гледавте дневникот на КТВ, имајте пријатна вечер.